Во склоп на детската недела, јавната општинска установа библиотека Гоце Делчев го организираше настанот литературно читање на учениците кои што беа учесници во втората работилница за креативно пишување во менторство на професорките Елизабета Енадеска Ефремова и Вања Манчева. Мамо, не можам да чекам веќе, извика Борче од собата. Еве сине, готов ти е ранецот. Спремен ли си за големиот ден? Првата работилница тука се одвиваше во библиотеката, ја завршивме. Втората работилница ја организиравме пак по иницијатива на директорот летово во најжешкото во време на одмори. Треба храброст за да се создаде, па нека еден краток расказ. Треба и упорност да се заврши, некогаш на сите тоа ни фали, но ете сметавме дека малку со наша помош и со ваш ангажман ќе успееме да го завршиме овој проект. Значи, верувам дека со бројката од 17 учесници на ова работилница можеме да кажеме дека истата ќе инспирира и понатаму да продолжат учениците да се пријавуваат во се поголема бројка. Се надам до година ќе имаме и повеќе учесници и дека тие ќе бидат поохрабрени за да не само за да пишуваат неконвенционално, туку и да бидат охрабрени да ги прочитаат своите творби на настанот кој што во таа прилика би го организира. Понекогаш е полесно да измислиш приказни. Луѓето ги сакаат хероите, а не вистинските приказни. Надја се насмевна нежно, но овој пак не беше само учтивост. За кратко време Максим купи мотор, почна да пие и се повеќе се одлучуваше од својот стар живот. Лицето му прегледе, а со прстите нервозно го стегаше работ на седиштето. Не може да биде, промрмари низавите, како да не веруваше во тоа што се случува. Ние ќе продолжиме како општинска установа да ја водиме ова работилница за креативно пишување, се разбира со важното учество на професорките и се надам дека понатаму ќе произлезе и некој книжевно дело од овие работилници.